4. ноември, денешниот ден, се одбележува и како светски ден на климатските промени. Нашиот колега Димитар Бабалков не дружи утринава од терен, па токму и за оваа тема ќе проговориме во продолжение. Диме, повели. Така, Елена, благодарам. Ова вклучување од терен го правиме секако со цел да објасниме што се временски, а што се климатски промени, едно од најчестите заблуди помеѓу населението и дали тоа што им се случува во ноември, да имаме доста изразени високи температури, како што сме имале за жал многу ретко во минатото, но од друга страна што се случува во периодов ќе дознаеме во наредните минути од мојот соговорник. Добро утро, велам за доктор Пеце Ристевски, климатолог, одличен познавач на случувањата. Пред се добро утро и веднаш да одговориме зошто е толку топло во ноември. Дали ова се климатски или временски промени и како резултат на што доаѓа до истите? Добро утро. Јас мислам дека ова состојба е време, одраз на временските услови, имајќи во вид дека под климатски би подразбирале ако од година во година се повеќе и повеќе би се случувале вакви состојби. Тогаш би биле климатски. Бидејќи е ова само во ова година така, тогаш се временски. Инаку под време подразбираме состојба на атмосферата на одредена територија, во определени услови, имајќи во вид циркулационите, соларните и другите фактори кои орографските, влијањето на морињата и други фактори кои условуваат климата на одредена територија. 4 ноември ширум светот се одбележува символично со цел подигање на свеста за луѓето да преземат конкретни мерки и активности за спречување на негативните последици на климатските промени. Кои човечки секојдневни активности предонесуваат за тие драстични климатски промени и кои се последиците кои општеството може да ги забележи од климатските промени? Дали актуелните поплави, торнади и сето тоа е резултат на овие промени? Видите, тука имаме мешавина на информации, инаку постојат во климатските промени постојат влијанија на природни услови, значи промени кои се случуваат од година во година и антропогени. Под антропогени подразбираме влијанијата на човекот со своите активности и на нив, односно влијаат елементите на стаклената градина. Тоа се CO2, хлорофлуорокарбонати, други хемиски соединенија кои се јавуваат во атмосферата и тие влијаат во распојавата, односно на некој начин зголемување на ефектот на стаклена градина. Тоа значи дека во атмосферата, односно на целата територија на планетата Земја се случуваат промени од соларен аспект, значи од сончевото зрачење и внатре остануваат заради елементите на стаклената градина заробени во атмосферата и постои зголемување на температурата воопшто во светот, а поготово во поларните области каде имаме евидентни последици на топењето на глечерите и снегот и снежната покривка. Поконкретно, ајде за нас, луѓето кои не сме баш многу упатени или не сме експерти како вас, кога ќе речеме ова е последица на климатските промени, што всушност се случува во атмосферата и која е таа улога на така наречената стаклена градина? Зошто е таа важна и што се случува горе, ако можеме некако ни зборови да објасниме? Видите, најважно е дека да не постои ефектот на стаклена градина, тогаш нема да има ни живот на планетата Земја. Тука е нарушен стакленичките гасови го зголемуваат тој ефект. Инаку просечната температура на планетата Земја е околу 14,3 степени, нешто слично како температурата во Гевгелија. Така сум осознал дека има такви, мислам, кореспонденција помеѓу случајно или намерно не. Сега со елементите на стаклената градина се зголемува ефектот и сончевата зрачна енергија која доаѓа од сонцето останува заробена и температурата на воздухот и воопшто и врнежите во нареден период ќе се зголемат и е покажано дека постои корелативна врска помеѓу
елементите на стаклената градина, CO2, хлорофлуорокарбонати и овие, кои се во количеството на овие стакленички гасови во светското атмосферско бдење во светот се зголемува и се покажува дека постои корелативна врска и во нареден период заради зголемувањето на овие елементи температурата на воздухот во наредните години општо ќе се зголемува, сушите и поплавите ќе се зачестат, понатамо ќе имаме намалување на одредени процеси кои се случуваат во атмосферата и сушите и поплавите ќе бидат зачестени во нареден период. И што тука ние како луѓе или како држави или како региони, што можеме да преземеме, односно кои активности, ако не можат целосно да го запрат тој процес негативен, барем да го успорат? Тоа е многу сега важно прашање. За таа работа светската заедница, односно Светската метеоролошка организација со програмата на Обединетите нации за животна средина има формирано меѓународен панел за климатски промени, кој во 88 година почнал да функционира и тој секоја година дава своји извештаи, а во исто време, согласно трите Рио конвенции за климатски промени, Конвенцијата за сушите и опустинувањето и за биодиверзитетот од 1992 година, навамо државите подписнички се задолжени, прифатиле да можат да работат извештаи, да прават извештаи за својата состојба во однос на елементите на стаклената градина и промените кои се случуваат во атмосферата за своите територии. Така што во светот постои координирана акција меѓу земјите, реков преку Обединетите нации, а тука се разни стручни и научни институции, ФАО, УНЕСКО, Светската здравствена организација и други, кои прават своји проценки и тука би спомнал и секоја година ова што Меѓународниот панел за климатски промени го прави секоја година на крајот на соодветната година и се организираат меѓународни собири каде што се дефинираат они кои што направил во текот на изминатиот период. Што покажуваат анализите, односно тие извештаи од почетокот кога почнува тоа следење на глобално ниво на климатските промени до последните извештаи, на што најмногу се забележуваат негативни последици и дали веќе во овие фази човечкиот фактор може некако да влијае? Може сигурно. Значи, ние како држава имаме правено досега 4 извештаи, 2003, 2008, 2013, 2022 и еден заеднички извештај за регионот. И според тие извештаи постојат на веб сајтовите овие извештаи и е укажано дека овие состојби според информациите дека во нареден период воопшто и во светот температурите ќе се зголемат на светско ниво дури над 1 степен, што е загрижувачко за состојбата во светот, а тоа е па поврзано со количеството на CO2 во атмосферата. Тоа е некаде горна граница треба да се околу 400 ppm со цел да тоа е горна граница за да не дојди до на некој начин уште поголеми катастрофи и температури за кои треба да се одржат поготово во Европа и во светот. Еве да се фокусираме конкретно на Балканот, па секако најмногу не засега нашата територија Македонија. Дали ваквите топли временски периоди кои ги имаме сега се најава дека можеби ќе немаме зима или може да се очекува сосема различен пресврт? Тоа е неблагодарно сега да се поврзува сегашноста сега со зимите. Зимите можат се поврзани со општата атмосферска циркулација, со соларните фактори и со други елементи промена на воздушните маси, појавата на циклони и антициклони кои се зачестени од
Атлантскиот океан према континентот, а повремено при стабилни состојби може да има влијание и евроазиското копно со појава на стабилни состојби и појава на снежни врнежи. Следејќи ве внимателно, сваќаме дека можеби на краткорочен рок не можеме нешто многу да промениме или негативноста да ги почувствуваме, но на долг рок очигледно е тоа што се случува. Која е вашата порака и до надлежните, но од друга страна и до секој чинител на ово општество, како индивидуа, како човек, што може да преземе со цел тој да не е забележително, но сепак има некој позитивен ефект во намалувањето на тие така наречени штетни климатски промени? Поврзано е со и поединачно и државно. Значи, проблемот со термоелектраните, кои се производител на големи стакленички гасови, сообраќајот, земеделието, се то фактори, екологијата воопшто има и една и друга компонента. Има елементи кои покажуваат зголемување на стакленичките гасови, понатамо има елементи кои се поврзани со аеросолите. Значи, едни со други се потираат на некој начин, а поединачно врзано е со совраќајот. Елементите на стаклената градина преку CO2 и ова и другите стакленички гасови се врзани со хемијата, а во нареден период знам дека постои можност Европската Унија да воведе одредени санкции према производителите на стакленички гасови со тоа што ќе ги минимизира влијанието на количеството на CO2 и хлорофлуорокарбонатите и озонот. Тука е и озонот многу повеќе фактори, а озонот е еден и тој од факторите кои влијае на промената на климата. Доктор Петар Ристевски, климатолог, гостин во утринската носител. Благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани, за крај, како што слушнавме, се што правиме еден ден ќе мораме и да го платиме. За тоа како ќе одат климатските промени во која настока, останува времето да покаже.